Почитувани, добро ми дојдовте во 1085-тото поред издание на емисијата Спортодром со Мики. Емисија посветена на спортот, за спортот, емисија во која што говориме за настапите на нашите спортисти и спортски колективи на општинско, локално, регионално, државно ниво, не само нашите кавадаречки, туку и за спортистите и спортските колективи од регионот. А како и секојаш, започнуваме со фудбал. Прва македонска фудбалска лига, 30 коло, уште 3 до крајот. Воска Тиквеш 0-3. Струга Шкендија 1-1. Гостивар Пелистер службено 0-3. Работнички Силекс 0-0, Шкупи Вардар очекувано 0-2 и Беса Брера 2-1. Зошто очекувано Шкупи Вардар? Само одговор на прашањето дајте си вие. Во кој тим настапува синот на претседател на Фудбалската федерација на Македонија. На табелата Шкендија има 64 бода. Прва. Втора Силекс со 60. Трета Работнички 56. Струга има 48, Гостивар 39, Вардар 38, 35 има Пелистер, 34 има Шкупи. Тиквеш има 29, по 27 има Брера и Беса и Воска има 13. Воска и Гостивар заради несериозноста казнети со по 9 бода, казнета е управата, казнети се тренерите, капитените и така натаму. Воска и Гостивар најавија дека ќе истапат од првата македонска фудбалска лига, меѓутоа Фудбалската федерација на Македонија не може тоа да го направи официјално. Според правилникот на Фудбалската федерација, тоа може да се стори само ако екипата два пати ненајавено не се појави над надпреварот. За Воска овој надпревар со Тиквеш беше втор. За Гостивар надпреварот со Пелистер прв. Значи сега Фудбалската федерација има можност да постапува. До сега немаше. Џабе пишувањата по поедини медиуми, кои што себе си се нарекуваат медиуми и оние така наречени новинари, демек новинари, кои што благе ве занимаат. Значи можеше комотно во неделата Воска да се појави на стадионот, да одигра со Тиквеш, да не победи и ќе се чудекме што не снашло. Значи Тиквеш мораше да биде присутен, да се појави на теренот, да влезе во записник, бидејќи не е исклучена Воска од првата лига. И Гостивар не е исклучен. Казнете со бодови, парично се казнети претседатели, тренери, капитени и така натаму. Сега, ако се потврди од страна на федерацијата дека Воска и Гостивар ја напуштаат првата лига, ќе остане уште едно проблематично место во долниот дел. А тоа е местото што значи бараж за опстанок во првата лига. Сега за сега во конкуренција се Беса, Брера и Тиквеш. Меѓутоа, веќе во среда на 7 мај прволигашите играат вонредно 31 коло. И замислете, во тоа вонредно коло, во Кавадарци, Тиквеш ја пречекува Беса. Значи, директен дел кој одлучува кој каде е на табелата. Брера дома игра со Шкупи, Вардар ја пречекува Струга, дербито го играат Шкендија и Работнички, Силекс најверојатно службено со Гостивар и Пелистер најверојатно службено со Воска. Немаме никакви други дилеми. Втора македонска фудбалска лига, резултати 27 коло. Саса Вардар Неготино 4-2. Арсими Брегалница во дербито 2-1. Башкими Скопје 1-1. Беласица Детонит 1-2. Македонија Џорчо Петро Борец 3-0. Новаци Вардарски 4-0. Охрид Кожув 1-0 и победа Осогово 0-0.
На табелата Македонија Ѓорче Петров има 60 бодови, 2 повеќе од второпласираниот Арсими. 3 повеќе има Македонија од третопласираниот Башкими. Брегалница е четврта со 52 бода. Следува Охрид со 42, Детонит со 40, Беласица има 39, Саса 36, Скопје 35, Кожух 33, Новаци 32, Победа 31, Вардар Неготино 30. На трите оние најдолни места Вардарски 11, Борец 13 и Осогово 23 бода. Само да споменам дека во втората лига исто така има уште 3 кола. Веќе утре, вторник, 6 мај, Вардар Неготино, во Неготино на Цај Арена го пречекува лидерот Македонија Ѓорче Петров. Борец во Велес игра со Арсими, Брегалница го игра дербито со Беласица, Детонит Охрид, Кожух Башкими, Скопје Победа, Осогово Новаци и Вардарски Саса. Трета лига Југ, 24-то коло. Овде имаше интересни резултати. Младост Кривогаштани Росомон 6-1. Превалец Дреново 8-3. Ултрас Венец Долни Дисан 2-3. Победа на Венец. Башкими Слога Лажани 3-0 и Влазними Пито Гули 1-1. Слободни екипите на Бучин и Големо Конјари. Големо Конјари се лидери 51 бод. Пред Превалец кој има 47. Башкими има 44, Младост 39, Венец 37. Ултрас и Росоман имаат по 32, Пито Гули и Бучин по 22. Дреново и Слога Лажани по 14, Башкими има 12. Не сум сигурен, нема држите за збор, ама јас ќе ги треснам. Росоман Бучин, Венец Башкими и Пито Гули Дреново би требало да бидат паровите за следното коло. Сега вака. Се обидував, не знам, малце несериозно од страна на ОФСК Вадарци. Значи, трето коло се игра Општинска фудбалска лига, го имаме резултатот само од средбата Габер Љубаш 5-2. Ништо повеќе. И толку и ќе кажам. Доволно е тоа, не. Одеме сега со ракометот. Се одигра средби од шестото коло. Еврофарм Пелистер ГРК Тиквеш 29-25. Очекувано. Охрид Бутел 29-31. Изненадувачки. И Алкалоид Вардар 26-26. И сега на табелата Урнебес, Салата. Вардар и Пелистер по 13 бодови. Алкалоид 9, Охрид 5, Тиквеш 3, Бутел 2. Следното коло на програмата е на 25 мај. Сега во меѓувреме има ЕХФ Недала, ЕХФ Прозор, играме со Естонија и Литванија, се жалиме сме немали играчи, иако тие играчи што фалат се под просекот за било која екипа, никогаш не би ги земал кога би бил тренер во некоја ракометна екипа, играчите кои што се во репрезентација, освен Марко Митев, секоја честно малиот, значи фалеле играчи, Серафимов го збори тоа, да, ни фалат играчи, особено на позицијата кај што игра Серафимов, ведно за секојаш да го пратиме дома, само Бендисаниот десен бек на Алкалоид, само Бендисан не е крива детето, крив е Лазаров, кој што е буквално љубен во него. И Серафимов, освен Серафимов, ние немаме друг десен бек. Јагориновски е тука така, ако му даде шанса Лазаров, арно, ако не му даде, па. Меѓутоа, приказната вели вака. Можно е да не се игра следното коло на 25-ти, бидејќи на 25-ти ми се чини се игра реваншот помеѓу Алкалоид и АЕК. Финалето од Европскиот куп. Па така, седмото коло во кое што Тиквеш на домашен терен игра со Алкалоид, ќе видиме кога ќе се одржи. Машка ракометна Суперлига, плей-аут, шесто коло. Струга Пролет 22-20. Борец Фрутлен Прилеп
0-10. Службено за Прилепчани, бидејќи Борец ќе се одработи казната заради неиграње на куп над преварите. Радовиш Куманово 25-26, победа на Куманово. Пролет прв 12 бодови, Прилеп и Куманово по 11, Струга 8. Радовиш 6, Борец со само минус 1 бод. Последното коло Куманово Струга, Пролет Прилеп и Радовиш Борец. Женска ракометна Суперлига, старо нов шампион Ѓорче Петров. Во дербито Чаир Ѓорче 28-37, Металурга Стибор 44-24 и Куманово Вардар 27-26. На табелата Ѓорче прв 33 бода, Металург втор 25, Чаир има 27, Куманово 11, Вардар 9, а Стибо е без бодови. Суперлига жени плейаут 10-то коло. Пелистер Спартак 29-31, Стружанка Деспина 29-25 и над преварот шампион Ѓорче Петров 2 ќе се одигра утре на 6 мај. Во плейаутот води Спартак со 16 бодови пред Пелистер и Деспина кои имаат по 13, Овче поле има 10, Ѓорче 2 8, Стружанка 7, шампион е без бодови. А реков сега имаме пауза во ракометното првенство. Првен имаме репрезентативни настапи, па ми се чини имаме Final Four, па ќе треба да го прилагодиме распоредот спрема обврските на алкалоид во ракометна Европа и така натаму и така натаму. Во кошарката пред самиот крај сме на четвртфиналните дуели. Феникс МЗ-та дефинитивно 0-3. МЗ-та обезбеди полуфинале. 0-3 всушност е меѓусебниот скор. 3 средби одиграни и 3 победи на МЗ-та. Чаир ТФ-та 0-3 и ТФ-та обезбеди полуфинале. Кожув Куманово 67-82. Брейк на Куманово и победа од 1-3 и место во полуфинале за Куманово. И Пелистер Работнички 85-67. Ке има пети дуел во среда во Скопје на теренот на Работнички, да видиме кој ќе биде последниот полуфиналист. Во плейаутот Вардар Тиквеш 70-83. Тиквеш Голден Игл забележа 70-83, забележа многу битна победа. Не е битна за пласманот, битна е заради фактот што во составот беа исклучиво македонски кошаркари. Единствен странец кој беше во составот на Атанас Мане беше Шо Андерсон. Значи, сите останати кој вратен дома, кој во публика. Значи, само Шо Андерсон од странците беше во состав. Шкупи го победи Гостивар 82-78. Има уште 2 средби до крај. Во среда гостуваме на Гостивар и во сабота ни доаѓа Шкупи. Тиквеш има 39 бода, Гостивар и Шкупи по 35. Вардар има 27. Значи, дефинитивно, последните 2 кола ќе решаваат кој ќе биде втората екипа што ќе обезбеди опстан. Според мене ми се чини ќе решава најмногу над преварот од последното коло во Кавадарци помеѓу Тиквеш и Шкупи. Тоа ќе реши, ќе разреши многу дилеми. Ај сега да видиме во женската кошарка. Таму се одигра првите полуфинални дуели. Фаворитите газат. Баскет Кам МЗТ 74-42. Крива Фаланка Бадел 89-63. Растор. Сега, не ми е јасно зошто Кошаркарската федерација му прогледува низ прсти на актуелниот селектор Александар Рашаданов. Именно Вардар 2 пати службено ги загуби дуелите со МЗТ. Првиот заради фактот што пуштија во игра кошаркарка која не беше внесена во записникот. Селектор на репрезентацијата да направи таков превид, нека ми прости.
Нека ми прости, такво нешто е недозволиво. Втората причина не ја знам, меѓутоа најверојатно бил налутен заради одлуката од првиот надпревар, па едноставно не се појавил на вториот. И затоа Кошаркарската федерација треба да си превземе соодветни мерки спрема селекторот. Што мисли тој ако е тој селектор и треба повластици за неговата екипа Вардар? Каде што од 15 кошаркарки, 13 се метро и желба за растење и широки колку што се високи. Антикошаркарски тим. Нема тука што да говориме или да не говориме. И се земаат во составот, зборувам сега конкретно за Вардар, кошаркарки кои што упорно се форсираат дека се меѓу најдобрите во државата, се поминале покрај тоа најдобри. Тоа е, значи, женската кошарка. Ај сега да видиме што се случува во светот на меѓународниот фудбал. Англиска премиер лига, таму се одигра 35-то коло и таму има уште 3 до крајот. Еве ги резултатите во Англија. Сити Волфс 1-0, Астон Вила Фулам 1-0, Евертон Ипсвич 2-2, Лестер Саутемптон 2-0, Арсенал Бурнемут 1-2, Брентфорд Юнайтед 4-3, Брайтон Ньюкасл 1-1, Вестхем Тотенхем 1-1, Челси Ливерпул 3-1. Кристал Палас и Нотингем играат денеска. Ливерпул таму знаете е шампион, 82 бода, 67 има Арсенал, меѓутоа се отвара борбата за Европа. 6-4 на третото место има Сити. Ньюкасл и Челси имаат по 63, Нотингем и Астон Вила имаат по 60, меѓутоа Нотингем има денешниот надпревар за остана. Бурнемут има 53, Брентфорд и Брайтон имаат по 52. На дното Ипсвич 22, Лестер 21, Саутемптон 11. Тоа се екипите кои што минатата сезона влегоа во премиер лигата. Сега испадна од премиер лигата, се враќаат во чемпионшипот. Толку била силата. Интересно е што на 17-тото место е Вестхем, на 16-тото е Тотенхем, на 15-тото е Юнайтед, на 14-тото е Евертон, 13-тото Вулверхемптон и така натаму и така натаму. Германска Бундеслига, 32 коло, таму има уште 2. Хайденхайм Бохум 0-0, Борусия Менхенгладбах Хофенхайм 4-4, Лајпциг Байер Минхен 3-3, Сент Паули Штутгарт 0-1, Унион Берлин Вердер 2-2, Борусия Дортмунд Волфсбург 4-0, Аугсбург Холштайн Кил изненадувачки 1-3, Фрајбург Леверкузен 2-2 и Мајнц Ајнтрахт 1-1. Байер Минхен нов шампион со 76 бода, Леверкузен има 68 на второто место, меѓутоа 56 има Ајнтрахт, 52 има Фрајбург. 51 има Дортмунд, 50 има Лајпциг, 48 има Мајнц. Тука се 4 во Лига шампиони, 1 Лига Европа, 1 Лига на конференции. На долниот дел 26 бода Хайденхайм, Холштайн Кил има 25, Бохум има 22. Холштайн Кил сега може да се избори за оној бараж. Што знам, па може да се деси чудо и во последните 2 кола да избори и обстана. Ништо не се знае. Италијанско калчо 35-то коло, уште 3 до крајот. Резултати: Торино Венеција 1-1, Каљари Удинезе 1-2, Парма Комо 0-1, Лече Наполи 0-1, Интер Верона 1-0, Емполи Лацио 0-1, Монца Аталанта 0-4, Рома Фиорентина 1-0 и Болоња Јувентус 1-1. Наполи 77, Интер 74. Аталанта има 68, Јувентус, Рома и Лацио по 63, Болоња 62. Значи 4 Лига шампиони, 1 Лига Европа, 1 Лига конференција. На дното се Венеција 26, Емполи 25 и Монца 15. Меѓутоа, Венеција 26, Емполи 25, Лече на 70-тото место има 27 бодови. Ке биде интересна борбата за обстан. Шпанска примера, 34-то коло, таму се игра 38, значи имам уште 4 до крај. Рајо Валикано Гетафе 1-0, Алавез Атлетико Мадрид 0-0, Вилјареал Осасуна 4-2,
Лас Палмас Валенсија 2-3, Валјадолид Барса 1-2, Реал Селта 3-2, Севиља Леганес 2-2, Еспањол Бетис 1-2, Реал Сосиедад Атлетик Билбао 0-0, Джирона и Мајорка играат денеска. Барса е прва 79 бодови, 4 повеќе од вториот Реал 75. Атлетико Мадрид има 67, 67 има Билбао. И сега внимание. Вилја Реал има 58, Бетис 57, па следуваат Селта 46, Рајо Мајорка и Осасуна по 44, Сосиедад 43, Валенсија 42. На дното, Валјадолид последен 16, Легањес 37, Лас Палмас 32, Джирона и Алавес по 35, меѓутоа Джирона има надпревар помалку. И Француска лига 1, 32 коло, таму има уште две, Пари Сен-Жермен е новиот шампион, Ница Реймс 1-0, Страсбург Пари Сен-Жермен 2-1, Тулуз Рен 2-1, Сент-Етиен Монако 1-3, Нант Анже 0-1, Оксер Леавр 1-2, Брест Монпелје 1-0, Лион Ленс 1-2 и Лил Марсеј 1-1. Ке биде интересна борбата за местата во Европа. 3 директно во Лига шампиони, 1 квалификација, 1 Европа, 1 конференцијска. 78 ПСЖ, меѓутоа внимание надолу. 59 Марсеј, 58 Монако, 57 Ница, Лил, Страсбург, 54 Лион. Доле на долниот дел, Монпелје 16, Сент-Етиен 27. Леавр има 37, Нант 32, Анже и Реймс имаат по 33. И сега што да ви кажам, утре во родно коло втора македонска фудбалска лига. Во среда во родно коло прва македонска фудбалска лига, Тиквеш во Кавадаци ја пречекува без. Ракомет нема да има заради настап на репрезентацијата. Одеме прва на Естонија, па ни доаѓа Летонија. Кошарка во среда гостуваме на Гостивар, во сабота ни доаѓа Шкупи. Последна надпревар за оваа сезона за кошаркарите. Од големите спортови толку. За другите спортови, како ќе не информираат, така и ние ќе ја споделиме информацијата со вас. Ете толку, драги мои. Ова беше уште едно наше спортско другорување со спортската редакција на КТВ телевизија. Јас сум Мики Виденовиќ и ви посакувам пријатно емигиве со нашата програма.